Денеска од клиниката за инфективни болести се испишени 5 пациенти, кои што се на двата контролни теста негативни. Тие се во добра здравствена состојба кои ќе се упатат на домашно лекување. Од 28 пациенти во Дебар, кои што се наоѓаат на домашно лекување, на 11 од нив денес се земаат контролните брисови. Тие се во сосем добра здравствена состојба. За жал имаме уште еден смртен случај. Тој е пациентка на 65 годишна возраст со бројни претходни заболувања, и тоа на белите дробови, зголемен крвен притисок, дијабет и хронична болест на срцето, изјавува Венко Филипче. На клиниката за инфективни болести и феврилни состојби вчера се примени 9 пациенти, со што вкупниот број на хоспитализирани се вкупно 59. 12 се со потешка клиничка слика, од кои што 5 пациенти се поставени на механичка вентилација. Во однос на дневната статистика во изминатите 24 часа се регистрирани 25 нови случаи на пациенти заболени со COVID-19. По градови во Скопје 7, во Куманово 7, во Прилеп 2, Тетово 5, Струга 2, Гевгелија 1 и Кочани 1 пациент. Со ова вкупната бројка на диагностицирани пациенти во нашата земја изнесува 354 и според местото на живење во Скопје 183, Куманово 54, Дебар 47, Штип 15, Прилеп 12, Тетово 13 пациенти, во Струга 9, Велес 6, Битола 4, Охрид 3 пациенти, Кавадарци 2, по еден пациент во Гостивар, Струмица, Крива Паланка и Кочани и 2 диагностицирани пациенти во Гевгелија. Вкупниот број на тестирања досега извршени во нашата земја изнесува 3775. Според статистиките на стручните тимови за следење на состојбата за COVID-19, пикот на оваа болест ќе биде за околу 1 месец, информира министерот за здравство доктор Венко Филипче. Но околу прашањето за распетот и стабилизација на овој проблем во нашата држава, тој соопшти дека е многу тешко да се даде точен и прецизен одговор. Сега е ситуација во која што многу тешко може да се предвиди дали градови, односно подрачја или некои региони, еве конкретно во Кина, може би да очекуваат и втор пик. И тоа епидемиолозите може многу тешко да го кажат, заради тоа што нема сигурни работи врз основа факти на кои што може да се направи таква проценка. Има некои проценки дека бројот на пациенти во регионот на Вухан може повторно да расте. И всушност, воведувањето на мерки генерално, не само кај нас, туку и секаде во светот, има крајна цел да ја растегне епидемиолошката крива. Значи да се примат што помал број на пациенти или број на пациенти кои што може здравствениот систем да го издржи, потенцијално во периодот кој што следи. Веројатно еве ги чекаме и студиите да во однос на анализата, проценката на состојбата со антитела, да видиме дали може да створи имунитет во периодот кој што следи, дури и колективен имунитет од повеќе месеци, па дури и година дена, се до излегувањето на вакцината. И веројатно дека тоа ќе биде текот на оваа болест, генерално и епидемиолошката слика која што ќе се створи во сите земји на светот. Во светот, значи, мерки со кои што го амортизираме ударот од огромен број на пациенти во здравствениот систем, понатаму еве веќе публикации за пациенти кои што прилежуваат во сосем лесна форма, несвесни дека се болни од болест предизвикана од овој вирус, така да све во таа насока предвидувања кои што никогаш не може да се сигурни во 100%.